Благодарам, господин Жафери. Јас би пробал уште еднаш да објаснам член 8а од Изборниот законник на Република Македонија, каде што јасно и децидно пишува: од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори до завршување на изборот на председател, пратеници и така натаму, избор на влада, локални и така натаму, не може да се располага со буџетски средства, да се започне изградба на средства од буџетот, да се вршат исплаќања на плати и така натаму, пензии и така натаму. И последниот став во овој член: да се започне постапка за вработување на нови лица или постапка за престанок на работен однос во државни и јавни институции, а започнатите постапки се ставаат во мирување, освен во случаи на итни и неодложни работи. Впрочем, веројатно и заради оваа причина и владата пред изборите побарала мислење од Државната комисија за спречување на корупцијата, каде што побарала да тие како надлежна комисија се изјаснат кои надлежности ги има владата во однос на од кој ќе се распишат изборите, тоест дали постои законска пречка во текот на тој период да се разрешуваат и именуваат раководни лица во органи на државна управа и така натаму во надлежност на владата. Одговорот од Државната комисија за спречување на корупција е дециден и вели дека од денот на донесување одлука за распишување на избори до завршување на изборите постои законска пречка да се разрешуваат и именуваат раководни лица во органи на државна управа и така натаму и така натаму. Така да, од владата, бидејќи владата си побарала такво мислење. Значи, си имала дилема и побарала мислење и очигледно Државната комисија за спречување на корупцијата тоа го расчистила. Да имаемо предвид дека предлогот за кој што ние денес дискутираме е предлог кој што иди од влада. И од тие причини бараме да расправата по оваа точка се одложи до онај период кога ќе завршат изборите. Впрочем, вие многу добро рековте и вашата дилема очигледно постои и кај вас дека гласањето по оваа точка треба да се изврши после изборите на 16 октомври, меѓутоа ние сметаме дека јасно и гласно е напишано дека постапките се стават во мирување, а постапка е ова. Благодарам.